Драги мои кумановчани и кумановки, почитувани социјалдемократи, почитувани антифашисти, нека ни е честит и вековит 11 октомври, денот на Народно-ослободителното востание. Драги мои другарки и другари, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, исто како и нашата држава, почива на вредностите и делото на Народно-ослободителната војна. Народно-ослободителната борба и антифашизмот го трасираа нашиот пат, прво за слобода, а потоа и за создавање на македонска држава, за остварување на вековниот сон на многу генерации. На борбата против антифашизмот и на херојството на нашите предци се поставени темелите на македонската државност и на македонската држава. Благодарение на нив, ние денес живееме во модерна, демократска држава, партнер во регионот и во светот. Мое, наше херојско Куманово денеска ечи гласно и ечи гласно со право, затоа зашто овде започна Народно-ослободителната борба. Овде и во Прилеп. Тоа е нашата гордост, каква што ја немаат другите, затоа што Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е директен наследник на таа борба, на тие вредности и на тие идеали, на тие паднати борци. Имињата се вндрежани во историјата на Социјалдемократскиот сојуз, на тие што се бореле за независна македонска држава, а не на други кои што никогаш не се бореле за македонска држава, а чии што имиња се врежани во политички партии кои што се наши противници. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, како ниту една друга политичка партија во земјава, е вградена во темелите на оваа држава, во незината борба за слобода, за независност, за меѓународно признание и просперитет. Често го спомнувам делото на првиот председател на независна Република Македонија, Киро Глигоров. И денеска ќе го спомнам повторно. Со членска книжка број 001 во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Глигоров во младоста беше и еден од учесниците на АСНОМ и дел од градењето на современата македонска држава. Благодарение на мудроста на Киро Глигоров, Република Македонија ја избори својата независност на мирен и цивилизиран начин во виорот на југословенската војна. Тоа е оставштина и на Киро Глигоров и на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за сите сегашни и идни генерации на оваа држава. СДСМ секогаш била, е и секогаш ќе биде на вистинската страна на историјата. Ако првата битка која што ја одреди македонската државност беше битката против фашизмот, втората битка беше битка на независна македонска држава, суверена и демократска држава, признаена во целиот свет. Третата битка, почитувани другари и другарки, е битката денешна, моја, ваша и на оваа генерација. Тоа е политичката борба за Европска Македонија. За полноправно членство во Европската Унија, како македонци кои говорат македонски јазик и остварување на уште еден наш национален стратешки интерес. Овој процес е во тек. Почнавме преговори со Европската Унија и наше е да го завршиме до крај и да станеме полноправна членка на Европската Унија. Да не дозволиме деструктивните сили кои сакаат да ја закочат земјата и да не вратат назад во некое мрачно минато да успеат.
Истите оние кои 11 години го валкаа делото на партизаните, пред 10 години им ги одзедоа просториите на Сојузот на борците, пред 10 години на овој ден Сојузот на борците протестираа по улиците во Скопје за да си ги вратат просториите. Истите тие кои што ги оставија борците на улица, кои во своите статути се повикуваат на соработници на фашизмот, а не на партиски конгреси, аплаудираа на погрешни личности од историјата. Не може тие да определуваат иднината на оваа држава. Ова е заедничка политичка борба. Борба на македонците, на албанците, на турците, на србите, на ромите, на власите, на бошњаците и на сите наши граѓани на независна и суверена Македонија. Ова е политичка борба за подобро утре на сегашните и на идните генерации. Станавме членка на НАТО, на најголемиот воено-безбедносен сојуз во светот. И сега, кога во Европа бесна е војна, гледаме колку е важно што сме дел од тој сојуз. Тоа членство во НАТО е резултат, како што беше независноста на Социјалдемократскиот сојуз и Киро Глигоров во тоа време, како што патот до членството на НАТО беше резултат на премиери кои што беа од Социјалдемократски сојуз, и премиерот Црвенковски, и премиерот Бучковски, и премиерот Чекеринска. Така членството во НАТО беше резултат на поранешниот председател и премиер на Македонија Зоран Заев. Почитувани граѓани, мојата визија, визијата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и на владата која ја предводам, е реализација на децениската определба на Македонија да стане составен дел од големото семејство на Европската Унија. Јас, Димитар Ковачевски, ја предводам оваа партија и оваа проевропска коалиција и решен сум, заедно со вас, да ја оствариме оваа цел до 2030 година. Немам дилема дека ќе успееме. Посветени сме и подаваме рака секој да се вклучи во процесот, што ќе заокружи македонската европска иднина, затоа што тоа е највисока форма на модерен патриотизам. Во нашата држава имаме два концепти. Едниот е нашиот, прогресивен концепт. Вториот е на минатата власт, на денешната опозиција. Тие само декларативно се за членство на Македонија во НАТО и во Европската Унија. Ниту една одлука досега не поддржале. Единствено нешто е, што сакаат граѓаните да ги направат горди, ама горди да седат изолирани на мала маса, сами дома како што седеа 11 години, раскарани внатре, раскарани со соседите и надвор од масата во Брисел во Европската Унија. Другиот концепт е мојот концепт. Концептот на Европска Македонија. Со крената глава, со македонски јазик, со заштитен македонски идентитет. Како македонци да одиме напред и да преговараме со Европската Унија на големата маса за полноправно членство во Унијата. Јас знам дека ќе биде тешко. И сите знаеме дека ќе биде тешко. Не е лесен тој пат, но мора да се донесат одлуки кои што ќе ги однесат сегашните генерации и идните генерации кон големата награда членство во Европската Унија, затоа зашто нашите деца заслужуваат и подобри работни места и поголем животен стандард, ама тука во Македонија членка на Европската Унија, а не да ги напуштаат родните огништа и да одат во Европската Унија. Ако во 40-тите години од минатиот век патриотизам беше да се земе пушка во раце и да се победи фашизмот, денес патриотизам е да се обезбеди стабилна и сигурна иднина
за нашите генерации. Денес патриотизам е македонскиот јазик да е еднаков со останатите јазици на Европската Унија. Патриотизам е во ек на најголемата економска и енергетска криза во повоевна Европа, нашите граѓани да имаат повисоки плати и пензии, да обезбедиме помош за сите најранливи категории на граѓани, да имаат деловните компании помош од државата за да се задржи нивната ликвидност и да имаат навремена финансиска помош од државата. Тоа е денес патриотизам. Секој ден да се биде на работното место, секој ден да се работи со колегите во владата, секој ден да се контактира со партнерите во Европската Унија и со соседите за да се обезбеди најдобро можно поминување на зимските месеци кои ќе бидат најтешки после Втората светска војна. Тоа е денес патриотизам. Се во ова што го говорев предмалку, ние го остваруваме и сме горди на тоа. Одново Социјалдемократскиот сојуз на Македонија како државотворна партија е таа која ги штити интересите и на државата и на сите граѓани во неа. Како што кажав и многу пати претходно, пред нас е можеби најтешката зима по Втората светска војна, но ние сме целосно подготвени да се справиме со сите предизвици кои што ги имаме пред нас. Преземавме навремени и ефикасни чекори за побрзо и полесно надминување на последиците, со што помалку штета по граѓаните, по економијата и по државата. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и во оваа крижа уште еднаш ќе покаже пример како се работи посветено, честно и одговорно за својата држава и за граѓаните на својата држава. Сите предизвици заеднички ќе ги минеме. И да бидете горди што сте членови на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Тоа е партијата која обезбеди независност заедно со граѓаните на државата. Тоа е партијата која во 2001 година беше разумот во оваа држава кога го правевме Охридскиот рамковен договор. Тоа е партијата која што ги направи односите со соседните држави да доликуваат на односи со соседни држави. Тоа е партијата која што ја внесе државата во НАТО. И тоа е партијата која што обезбеди почеток на преговорите на Република Северна Македонија со Европската Унија, со чист македонски јазик, со заштитен македонски идентитет на сите граѓани кои што живеат тука и со историските прашања надвор од преговарачката рамка. Затоа да бидете горди што сте членови на Социјалдемократскиот сојуз. Вие сте членови на една прогресивна партија која што секогаш оваа држава ја водела напред кон подобра иднина. Затоа зашто, уште еднаш ќе повторам, целта пред нас, на тој тежок пат кој што ќе го изодиме сите заедно, е членство во Европската Унија. Не постои друга алтернатива. Никој не спомнува друга алтернатива. Ве поздравувам сите, ви го честитам уште еднаш овој голем македонски празник и да се гледаме, како што каже и председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од Куманово, во нови победи за победничка Македонија.